Добар ден, почитувани гледачи, веќе е вистинско време за нова визита и нова тема. Во неа се разбира ново гостување, ги очекуваме и вашите прашања токму за она за што ние денеска разговараме. Анестезијата и видовите анестезија и нејзината примена. Какви видови анестезија постојат, како да го надминеме стравот, да ја разрешиме онаа дилема и стравот кој што постојано е присутен кај сите нас, дали лично за нас или пак кога некој член од нашето семејство треба да направи некаква операција, дали ќе се разбудам по анестезија, кои се видовите на анестезија, каква е претходната подготовка на пациентот, улогата на анестезиологот пред, за време и по операцијата и многу други работи кои што ќе имаме време во денешната визита да ги обработиме. Почнуваме со анкета, а веднаш потоа и со разговорот. Дали сте биле, господјо, во ситуација поради операција да морате да примите анестезија, дали било тоа целосна или локална? Да. Кога било тоа? При пораѓај и при операција. Епидурална каква примите? Па мислам дека е епидурална и целосна, имам и спинална и немам никакви проблеми. Анестезија секош ми давале. Јас, например, повеќе операции правено на црн дроб, на бубрек и секош ми давале анестезија. Каква? Целосна, локална? Целосна, али за хернија локална. Локална, инаку целосна оти. Црн дроб и операцијата, тешка операција. Тука тешко ја изведува, мене специјално ми дојде доктор од Љубљана. Не, а жена ми, она е пазепо и одим сега у после тоа. Дали е таа оперирана? Па имаше па и бас ставено, еден и сега е моментално у болница, треба да ја стават таа нека материја таму за срце. Дали имате или сте имале повеќе страф од самата операција, господјо, или од анестезијата? Не сум личност која се плаши, така да прилично лесно поминав околу тоа. Да речеме, таа цела недела не сте биле вознемирени малку? Не, наискрено ви кажам. Не ми е страшно тоа го сваќам здраво за готово и така. Да ви кажам, јас немав страф и мораше тоа така да биде и немав анестезијата. Многу е битен докторот кој како анестезијата најплатени во Њујорк се анестезиолозите. Ја идам и во Њујорк, таму имам син работи, програмер во Њујорк и така да анестезијата е многу битна, најплатени број еден се анестезиолози. Така, добро сте запознаени. Све сум запознаен, ја немам јас толку во ја водам дневник. Што јадам, како јадам, колку пешачам, еве педометар, денеска сум поминал 3 км 560 метра. Денеска и сега ќе одам до таму, пак настојувам барем 5 км да имам дневно. И дали имате или сте имале, еве вашата сопруга, конкретно, имала страф од операција повеќе пред да се оперира или од самата анестезија? Па само од се, од психа, иначе. Значи била нервозна? Па тоа секој е возбуден, не знаем, нели што е, али... Дали можеби сте биле во ситуација, господјо, да не смеете да примате анестезија заради алергија на одредени аналгетици? Аналгетици? Да. Па јас колку што знам, не сум подложна на алергии, а не сум имала ниту проблеми при сите овие интервенции да реагирам, така да предпоставувам сте биле во ситуација, не сум била во ситуација. Гледам кој е прашањето. Не сум бил затоа што не сум алергичен на аналгетици. Мислам на оние речи ги како се што ги забрануваат нели на 5 сати. Антидепресиви. Не сум алергичен, така да не сум имал. Не. Така. Не, така... Малце нека страва ако имаше тоа и тоа, иначе све денеска урасте на медицината. Доктор Наталија Чакар-Ѓорѓиевска, специјалист анестезиолог, реаниматолог од клиничката болница Аџибадем Систина, ние денеска на визита ќе го искористиме нејзиното присуство да слушнеме и да научиме и да се информираме сето она што е важно за анестезијата, но и да одговориме на вашите прашања, да ви го дадеме советот и препораката за она за кое што ќе се јавите. Доктор Наталија, добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата на гостувањето во емисијата. Јас работам во клиничка болница Аџибадем Систина како анестезиолог, реаниматолог и се надевам ќе одговориме на прашањата. Така, и ќе го надминеме оној страф на кој што постојано мислиме и размислуваме за тоа ако дојдеме во ситуација да примеме анестезија, дали ни е оправдан тој страф или не. Што е анестезиологијата како гранка на медицината, еве на почеток како еден краток вовед? Јас би го започнал овој разговор со една мисла која што точно пред 2 милениума ја кажал
лекарот на римскиот цар Марк Аурелий Гален, божествено е да се ублажи болката. Тоа го може современата анестезиологија, благодарение на севкупната медицински гранки кои што се применуваат. Тука спаѓа интернистичките гранки, гранките од хирургијата, како и фармакологијата. Ги опфаќа знаењата од сите овие гранки. Ги применува. Ги применува. Што е анестезијата? Каква е незината улога и незината примена? Всушност, за да преминеме потоа и на поделбата и кои се видовите на анестезија. Самиот збор анестезија означува потполно отсуство на болка. Доколку примениме општа анестезија, ќе ги разграничиме понатаму видовите на анестезија. Значи, потполно отсуство на свест и болка кај општата анестезија, кај регионалните отсуството на болка. Важно е да се знае дека пред вашата операција, нели, ќе се сретнете со анестезиолог кој ќе ви објасни се за анестезијата и околу анестезијата. Така, таа предоперативна подготовка, нели, на пациентот која што е потребна. И само да ве прашам, анестезија и аналгезија, често пати читајки ние сите онака како лаици, кога не интересираат некои работи, ги сретнуваме тие два термини. Разлика има ли меѓу нив и која е разликата? Значи, анестезијата е потполна неосетливост на болка, која што се применува и која што се применува со додавање на аналгетици или ги викаме опоиди. И со самата примена пациентот не е свесен и не чувствува болка. За разлика од општата анестезија, регионалната анестезија, пациентот е свесен, буден, меѓутоа не ја чувствува болката. Така. И сега тука повторно правиме и дополнителна поделба на анестезијата, така да. Во главном постојат три типа на анестезија: општа анестезија, локална анестезија и регионална анестезија. Кој вид на анестезија ќе се примени, зависи од типот на операцијата, возраста на пациентот, состојбата на самиот пациент, здравствената состојба. Затоа и на почетокот напоменав дека многу е важно да знаеме дали пациентот има, спомна во анкетата, алергија на лекови, дали има други коморбидитети, нели, покачен крвен притисок, диабет, тука го вклучуваме, за да одбере оптимален тип на анестезија анестезиологот. Значи, спрема секој пациент, анестезиологот има индивидуален пристап. Може да кажем. А може ли пациентот сам да одбере каква анестезија ќе биде применета, после сето она што анестезиологот ќе му го укаже и ќе му ние секогаш одиме пациентот објаснувајќи му за видовите за типот на операцијата, видовите на анестезија, пациентот сам да одбере како вид на анестезија сака. Со тоа што во клиничката болница Џибадем Систина мора да напоменам дека се работи по естаблирани протоколи за безбедност на пациент. Ние сме првата болница во регионот која што има таа JCI акредитација, со која што пациентот, на прво место ни е безбедноста на пациентот, и со тие протоколи кои што ги воведуваме за безбедноста на пациентот, имаме одредени согласности со кои што пациентот сам ги подпишува дека е согласен за анестезија, согласен за операција, се договараме и го одбираме најоптималното решение за пациентот. Така. Има ли разлика или што се прави и се презема во случаи кога е планирана хируршката интервенција? Тогаш има доволно време, нели, да се види состојбата на пациентот, каква анестезија, но што при оние итни случаи кои што повторно се, за жал, секој не ви. Имате ли тука време, каква проверка да направите и што преземате како анестезиолози? Се што се презема кај елективните, се презема и кај итните случаи. Во анестезиологијата постојат класификации на групи на пациенти, се класифицираат по групи, по АСА класификација, прва, втора, трета, четврта група и посебна група на итни. Често пати поставуваат прашање што ако состојбата не дозволува да се оперира. Контраиндикација во анестезија не постои. Постои добро подготвен пациент и ургентен пациент, каде што интервенцијата мора да се изврши. Тогаш земаме хетероанамнеза, тоа се вика, земаме анамнеза од фамилијата, дали е алергичен пациентот на некои лекови, дали прима хронична терапија, антихипертензивна, дали е диабетичар. Значи, и
доколку мора да се изврши операцијата, се извршува. Така. Значи, И се контраиндикација реагира за веројатно и во текот на анестезија не самата постои. операција. Значи, Така, има така. добро припремен или помалку припремен пациент. Така, да. Онаа претходна подготовка што е потребна е неопходна за да не се појават некои ризици или компликации, што би значило тоа и пред операцијата, и за време на операцијата, и по операцијата улогата на анестезиологот. Вака, пред операцијата секогаш пациентот се сретнува со анестезиологот. Што е важно да се знае? Значи, коморбидитетите, претходни испитувања кои што се направени, меѓутоа секогаш на пациентите кога ќе дојдат во контакт со анестезиологот им кажуваме, ги прашуваме кога се јадени. Значи, еден од ризиците од општата анестезија е ризикот од повраќање. Бидејќи пациентот не е свесен, значи имаме поспоро празнење на цревата, па при општата и на желудникот и на тогаш ги делиме пациенти со полн стомак и празен стомак. Важно е да се знае дека 4 до 6 часа пред операција пациентот треба да гладува. Значи, гладен пациент, гладување подразбира не земање на никакви течности, не земање на храна. Зошто е тоа важно? Киселата содржина во стомакот, значи, која што е некаде pH 7, доколку дојде во белите дробови, каде што имаме базна средина, може да направи, ние тогаш ја викаме аспирациона пневмонија, која што ги разјадува алвеолите и тогаш се јавува една тешка состојба по пациентот и ризична состојба. Затоа на сите пациенти им советуваме пред анестезија 4 до 6 часа, во зависност дали е вода или цврста храна, да не земаат храна. Тоа е еден од ризиците или компликациите од полн стомак. Пациенти со полн стомак ги сметаме и трудниците, кои што треба да подлежат на операција за царски рез и кои што треба да примат општа анестезија. Воглавном во клиничката болница Аџибадем Систина се работат царските резови 70% со регионална анестезија, меѓутоа кај ургентни состојби, кај што мора да се примени општата анестезија, сите трудници ги сметаме како трудници со полн стомак. Так. Затоа што празнењето на желудникот кај нив оди поспоро и тогаш се применуваат одредени процедури и постапки. Кои што веќе знаете, треба да ги примените. И веќе кога ги споменавме трудниците, нели се повеќе од нив го одбираат она да не ја почувствуваат болката кога е чинот на породувањето. Регионалната анестезија тука е применлива и поделбата нејзина. За еден доктор, анестезиолог, најважно е трудниците, значи еве и апелирам и ќе им објаснам, најважна е нема поубава гледка од среќна мајка, обезболена, која што не чувствува болка и која што во прегратките го држи туку што новороденото дете. Со регионалната анестезија тоа може да се овозможи, со општата анестезија чинот на породувањето ќе го преспијат. Па чувството на прегратка, на првиот бакнеш ќе го пропуштат. Регионалната анестезија, разликата од општата анестезија е токму нели преспивањето на тој чин, меѓутоа можам да кажам и со сигурност тврдам дека ниедна родилка нема да чувствува болка. Значи не може да се направи операција царски рез ако пациентката има болка. А разликата кај регионалните анестезии во зависност дали пациентката ќе се породува нормално породување или породување со царски рез има разлика. Во анестезијата, се повеќе во светот и кај нас, царскиот рез го правиме со спинална анестезија, додека за нормално породување ги обезбелуваме со епидурална анестезија или аналгезија. Така. Постои повторно страв тука кај нив во поглед на примената? Кај трудниците, барем и од искуствата што досега ги имате? Постои страв и често поставувани прашања се дали ќе ги мрдаат нозете после породувањето. Разликата од спиналната и епидуралната, помеѓу спиналната и епидуралната анестезија, освен во начинот на изведување и просторот каде што се дава, е следната. Кај спиналната анестезија имаме потполна моторна и сензорна блокада, каде што пациентките, после еднократното давање на анестетикот во спиналниот простор, во супарахнидалниот простор, каде што има ликвор,
и каде што тука завршуваат сите нервни завршетоци кои што го спроведуваат импулсот до мозокот, значи настанува покрај сензорна и моторна блокада, па пациентките од половина надоле не ги чувствуваат нозите и не можат да ги мрдат. Меѓутоа тоа е минливо, трае неколку часа и е минливо. И болката после спиналната анестезија настапува побрзо отколку кај епидуралната. За разлика од спиналната, епидуралната анестезија, аналгезија, значи настапувањето на анестезијата е подолго, за 20 до 30 минути, меѓутоа може да ја контролираме, бидејќи се аплицира епидурална игла и во тој простор преку таа епидурална игла оди еден епидурален катетер кој што останува во тој простор и на кој што понатаму даваме и анестезија, дури има и контролирана епидурална анестезија каде што пациентката си додава онолку колку што смета дека треба да додава. Секако ограничена во дозите од лекарот. Епидуралната аналгезија ја применуваме покрај царските резови, нели кај трудниците, за постоперативна аналгезија кај пациенти, кај хируршки пациенти, кај што се имаме големи операции и кои што понатаму ја исто така може да ја контролираат аналгезијата. Така. Не завршува секогаш се само со самата операција, така има потоа битни работи кои што мора да се следат. Мислам покрај после хируршка интервенција, значи може и не мора да има епидурален катетер, тогаш ги обезвелуваме со системска аналгезија, значи венски се дава. Така да. Но сето ова е добро објаснето, нели, кај секој пациент без разлика дали трудница или пак нели кога анестезијата се применува кај другите интервенции, пациентот мора да биде запознат и да знае така индивидуален, кои се очекувањата и што кај нас треба е да се индивидуален пристап и најважно е безбедноста на пациентот. Кај родилките, на мајката и на детето. Така да. Да ги слушнеме гледачите и нивните прашања, па ќе продолжиме и понатаму со разговорот. Добар ден, повелете. Добар ден. Ете така, имаме веќе гледач на линија, повелете со прашањето, па да добиете совет и препорака. Добар ден. Добар ден. Вака, јас имам реуматоиден артритис и ми предлагаат операција со вградување на вештачко колено, па ме интересира каква анестезија тогаш би се применила. Добро. Доволно ли е, доктор Наталија? Може и слободно да поставите и дополнително нешто прашање за една покомплетна слика да добиеме за... Покрај реуматоидниот артрит кој што го имате, дали имате други коморбидитети, покачен крвен притисок, диабет, дали взимате некакви лекарства? Сепак ќе кажам индивидуален е пристапот во однос на анестезијата. Да. Дали сте на линија се уште? Да. Ете така, слушнавте што праша доктор Наталија, дали освен ревматоидниот артрит имате и некакви други? Да, имам притисок покачен. Така. Вака, значи индивидуалниот пристап значи доколку се работи за вградување на вештачко колено, не би било пречка давање на регионалната анестезија, меѓутоа јас не напоменав претходно, важно е да ја знаеме хемостазата, односно работата на тромбоцитите, агрегацијата на тромбоцитите. Доколку пациентот прима антиагрегациона терапија, се прави контрола на хемостаза, која што е важна за примената понатаму на регионалната анестезија. И не би било проблем да се изведе таа операција во регионална анестезија. Така, да. Некогаш и некој здравствен проблем може да попречи, ама некој не мора да биде пречка. Не мора да биде пречка, за да нели проценката индивидуална за секој пациент. Веројатно се плашат бидејќи таа анестезија се изведува позади во слабинскиот дел, дали ќе може да се изведи, меѓутоа со правилно одбирање на местото едно пршленско тело погоре или поделе, ќе се аплицира и не е проблем. Така. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Се јавувам пациентка во поодминати години. Добре. Правена сум операција од дискус хернија, гинеколошки. Сум била оперирана 2 пати од дебелото црево, без на стома. Стомата е повратена. И уште други корекции, што значи 7 пати сум била под анестезија.
од кои 2 пати спинална и другата целосна анестезија. Ја молам докторката, ако може да ми одговори, дали овие анестезии во поодминатите години ќе остават последици на нервниот систем и опште на мозокот. Благодарам. Така, ви благодариме и ние за прашањето. Добро прашање, нели, доктор Никакви Наталија? последици нема да ви остават, бидејќи анестетиците, значи самата анестезија, анестетиците кои што се дават, кај општата анестезија која што се изведува, се поставува прво една интравенска канила и преку незе се даваат сите анестетици. Времето на полуживот на тие лекови кои што ги даваме, зависно од кој лек е даден, со завршување на анестезијата, после 6 до 8 часа, сите се екскретираат преку жолчката, преку бубрезите, така да не би требало да остават никакви последици, нити по нервниот систем, нити по општата ваша состојба. Така, а и тоа е постојано присутен страв кај луѓето, посебно оние кои Колку анестезии примале и сега мислам дека последиците понатаму во текот на нема животот последици. би били. Да. Добро. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден, поздрав до докторката. Ви благодариме. Би сакала едно прашање. Јас имам во колоноскопија за снимање, па би сакала да ја прашам докторката дали ова треба да се изведе со анестезија или какви се процедурите? Добро, толку е така прашањето? Борете. Ете така, ви благодариме, а со одговорот на прашањето на гледачката што се јави ќе одговориме и на сите кои што го имаат тоа прашање, нели, кога станува збор за колоноскопија, гастроскопија и некои други прегледи, веќе можат со анестезија да се направат. Во клиничката болница Џебадем Систина сите овие ендоскопски процедури се изведуваат со анестезија, како за гастроскопија, така и за колоноскопија. Колоноскопија како процедура е инвазивна процедура, болна процедура и срдечно препорачувам, значи тоа да не се направи без анестезија, исклучиво со анестезија. Нема потреба од болка. Тоа е кратка процедура, се дава краткотрајна интравенска анестезија, така да не би требало да има никаков проблем. Така, бидејќи често пати барем порано луѓето и не го правеа овој преглед, така пропуштаа многу драгоцено време во откривање на одреден. Значи, еден час после интервенцијата ќе си отидат дома, тоа е кратка процедура, тие ги се амбулантски анестезии, така да нема да има никаков проблем. Така. И уште еден гледач за денеска, да ве слушнеме и вас, повелете. Доколку го имаме и следното јавување, добар ден. Да, повелете, ве слушаме. Мене ме интересира, поздрав до вас и до гостиката. Така, ви благодариме. Ме интересира анестезијата што е во кичма. Колку е штет? Нема штета. Добро. Така. Јас напоменав и на почетокот, многу анестезии се повеќе се удира акцент на регионалните анестезии. Тоа е, значи, тоа се еден вид централни блокови, кај што не се спроведува импулсот за болка. Рековме дека во зависност од оперативната интервенција и време траењето, некогаш дури, еве заборавив да напоменам, ги комбинираме и спиналната и епидуралната. Се дава во спиналниот простор, значи анестетикот, 2 часа или 3 колку ќе трае интервенцијата, пациентот не ги осеќа нозете, значи одземена е моториката, меѓутоа доколку треба да се продолжи интервенцијата, тогаш низ епидуралниот катетер додаваме со поголема концентрација на анестетик лек и интервенцијата може да се заврши. Дури има и посебни сетови за спинална и епидурална аналгезија, така да нема никаква штета и не е проблем. Така, и тука веќе стравот не е оправдан. Нема. Значи, како што веројатно ќе не посоветувате на крајот, ќе го оставиме тоа за крај, дали ни е оправдан тој страв и како да се ослободиме од тој страв и полесно, нели, да видете, човечки е да се плашиш. Така да, и колку може ќе објасниме повеќе околу анестезија. Така. Во продолжение следуваат реклами, а потоа го доделуваме и подарокот за еден наш гледач и продолжуваме со разговорот.
И добро знаете, веднаш по рекламите го вклучуваме гледачот, кому му доделуваме ваучер за дигитален апарат за мерење крвен притисок Sendo Advance. Лесен и едноставен за употреба, само со притискање на едно копче ги покажува вредностите на крвниот притисок, дури при постоење на аритми, односно неправилни отчукување на срцето. Јапонски апарат со долгогодишна традиција на квалитет и 5-годишна гаранција на самиот апарат Sendo Advance. Добар ден, кој ни се јавува да го слушнеме името и презимето на гледачот кој денеска си добива подарок од Визита и Сенто. Повелете. Добар ден. Добар ден. Катерина Димеска на телефон. Од каде? Од Прилеп. Од Прилеп. Динеска или Димеска? Димеска. Со Н, така? Да, Господја Катерина. Со М. А, со М, добро. Добро, еве виднаш јас ќе запишам. Дали може би имате прашање за денешната тема, па да го искористиме ова ваше јавување и да ви одговориме и да ви дадеме совет? Па јас сум оперирана пред 15 години, меѓутоа сум немала никаков проблем со анестезија. Така. Имавте страв тогаш може би или пак одамна е па не се сеќавате? Тоа беше одамна, сега не знам, сега би чувствувала страв. Така, сега би ви било може би малку страв, ама затоа сме ние тука нели да ги надминеме сите тие стравови. Еве, јас само да покажам дека вам денеска ви го доделуваме ваучерот за дигитален апарат за мерење крвен притисок Sendo Advance. Останете до крајот на денешната визита, а бидете со нас и во секоја следна, нели како велиме, редовните гледачи ги наградуваме со вакви вредни подароци. Го продолжуваме ние, доктор Наталија, нашиот разговор, општата или целосната анестезија, изведувањето, примената пред самата, за време на операцијата и многу важен е оној дел, нели, по завршувањето на оперативниот зафат. Што пациентите понатаму? Општата анестезија се изведува бидејќи, кажавме дефиницијата да не се повторуваме, потполно отсуство на свест и болка. Пациентот по давање на хипнотици, лекови кои што ќе го заспијат пациентот, претходно заборавив да кажам, се поставува една венска канила, низ која што венска канила тече инфузија, се дават сите лекови. По заспивањето на пациентот користиме аналгезија, некогаш и мускулни релаксанти, што значи пациентот престанува да дише и тогаш вршиме ендотрахеална интубација. Тоа е една пластична цевка која што се става во дишникот на пациентот и се поврзува со апарат за анестезија. За цело време на анестезијата, во тек на анестезијата, па и потоа, пациентот е мониториран. Самиот збор мониторирање значи наблюдување на пациентот, односно на неговите витални функции, како што се респирациите, пулсот, притисокот, температурата, кои што се следат на монитор. И во зависност од сите тие параметри, ние ја прилагодуваме анестезијата. Често пати може да се случи доколку фали аналгезија, пациентот да забрза со срцевата работа, да се јави тахикардија, па се надополнува, значи има поинтензивна болка, се надополнува. Покрај мониторирање на пациентот, следење на параметрите на апаратот за анестезија, гледаме за цело време во оперативното поле, каде што работат хирурзите и гинеколозите, дали имаме крварење, колкаво е тоа крварење, дали има крва загуба, па надоместуваме со течности, кристалоиди, колоиди, како и даваме крв и крвни деривати. Кај одредени типови на хируршки интервенции, кај пациентот се поставува и уринарен катетер, каде што ја следиме во текот на операцијата, па и постоперативно диурезата, односно мокрењето на пациентот. Така да комплетно присуство за цело време на операцијата е потребно од страна на анестезиологот и постоперативно, по завршување на операцијата, анестезиологот го буди пациентот и го носи во собата за будење, каде што пациентот, во зависност од состојбата и од операцијата, во собата за будење останува час-два, се додека не се повратат сите нормално функциите на дишењето, значи да има на мониторот гледаме да има добра сатурација, да има нормален крвен притисок, нормален пулс и после опоравакот, краткиот опоравак во собата за будење се испраќа на оддел. Постојат пациенти кои што се нели ги набројавме во ризични групи, кои што има обсежна интервенција каде што имало доста крвозагуба. Пак повторно ќе повторам, анестезиологот проценува дали ќе оди во собата за будење или во постои и единица за интензивно лекување, каде што таму се
пациентите збринуваат. Не секогаш пациентите после операција продишуваат брзо, па некогаш е потребно да останат во единиците за интензивно лекување. Тоа збориме за високоризичните групи и за потешките операции остануваат на респиратор, односно на апарат за механичка вентилација. И тука пациентот е поставен покрај механичка вентилација на монитор, за цело време се следи. Некои пациенти имаат и назогастрични сонди, тоа е исто така пластична цевка која што оди во носот, па преку нејзе се следи, нели, побарање на хирургот, некогаш остануваат доколку остане подолго во интензивна нега, се хранат на нив и се следи нормално диурезата. Повторно ќе повторам, зависно од типот на операцијата и од типот на состојбата, ќе биде дали пациентот после операцијата ќе оди во собата за будење или во интензивното лекување. И дали некој побрзо ќе ја напушти болницата или пак ќе треба можеби малку да се повеќе остане. Меѓутоа пак се за доброто на пациентот, нели се презема. Шесте правила кои што се применуваат во клиничката болница Аџибадем Систина за безбедност на пациент. Секој пациент, тие што биле во клиничката болница знаат, имале носеле алки на раката, значи идентификација на пациентот, превенција ризик од пат, превенција од интрахоспитални инфекции, безбедна хирургија и прав лек на прав пациент. Значи, безбедност во ракување со високоризични лекови, односно вистинска доза на вистински пациент. Тие се шесте правила кои што се применуваат во клиничката болница Аџибадем Систина. Така, кога станува збор за децата, кај кои што некогаш, за жал, е потребно и неопходно некакви интервенции да се направат, општата целосната анестезија е различна од она како доза која што се применува кај возрастните, така? Секако. Треба ли да постои огромен, голем страв кај родителите, нели она што велиме секогаш будењето по анестезијата и кај возрастниот и кај детето најмногу не плаши? Децата се посебна група на пациенти, осетлива група, посебно за родителите и за нас. Се работи за мал пациент, кој што да кажам дека анестезиологот ги опфаќа сите старосни групи. Ние работиме со новородени од првиот ден, доколку е потребна интервенција, до гериатриски случаи. Децата кај новородено не може да ти каже дали го боли, значи тоа е со неговиот плач, гримаса, меѓутоа е важно да се знае кај поголемите деца и кај сите деца, нема операција со настинка. Доколку таа интервенција е елективна и која што може да се одложи, кај дечиња настинати, затоа и одат на анестезиолог, имаме крвна слика, им правиме аускултација, нели, да видиме дали се белите дробови во ред. И ризична група се од типот децата многу малце поднесуваат да се гладни. Она што ни го рековте неколку часа пред, дека треба... Токму тоа е стравот од аспирација кај малите дечиња, од аспирација на желудечна содржина. Новородено цица на 2 часа. Така да внесот и на течности не можеме да го ограничиме како кај постарата група на пациенти. Тоа е од последниот оброк на млеко 2 до 3 часа и треба многу внимателно. За анестезијата е важно дека дозите ги прилагодуваме според килограмите телесна тежина. Па кај дечиња кои што имаат одредена тежина, ја прилагодуваме дозата на анестетикот. Најчесто кај деца покрај опоидите и лековите кои што ги даваме за болка, ги користиме инхалационите анестетици. Сега има модерни убави инхалациони анестетици. Викаме ќе добиете една маскичка, па ќе дишете на незе, па ќе дувате балонче и така. Се прилагодуваме и ние према нив. Така, да. Сега како да го надминеме стравот и оправдан ли е стравот кај сите нас од анестезијата, бидејќи колку толку, дали лично или пак член од семејството, доаѓаме во ситуација и состојба да некогаш во текот на животот треба да направиме некаква операција при која треба да се употреби, да се примени анестезијата. Видете, човечки јас кажав и на почетокот да се плашиш, и јас се плашам. Меѓутоа, анестезијата, современата анестезиологија е многу безбедна. Со современите анестетици, со правилниот пристап, индивидуалниот пристап кон пациентот, нема потреба да се плашат. Ризикот постојат, ризици ги набројавме, компликации постојат, меѓутоа стравот не им е оправдан и
треба секогаш да знаат дека се безбедни. И кога сте во рацете на вистинските стручни лица, така стравот не треба ни да постои. Постојат ли луѓе кај кои што не сме и не може да се примени анестезијата од различни причини? Или мора да се најде начин за да се направи оперативниот сак? Контраиндикација во анестезија не постои. Постои добро припремен пациент и онаа група што ја кажавме ургентни пациенти. Меѓутоа, ако е некое мозочно крварење заради политраума, заради сообраќајка, ние кога ни доаѓаат и коматозни пациенти, кај што често пати земаме хетероанамнеза од фамилијата, мораме да влеземе во сала, да ја отстранеме крварењето, за да може понатаму да се поврати во онаа состојба во која што бил предходно. Така да контраиндикација по однос на анестезија не постои. Постои само добро подготвени или неподготвени пациенти, меѓутоа анестезија, ако треба, секако ќе мора да се даде. Ризикот за тоа и го прифаќаат и фамилиите и пациентите, го објаснуваме, затоа и таа преданестезиолошка визита, каде што седнуваме и разговараме. И објаснуваме најмногу што можеме на пациентите. Така. Многу одговорна, стресна професија, претпоставам, ама големата љубов кон професијата, нели? Овозможува сето тоа безпрекорно да се врши, така? Така. Многу поминале досега, барем лично и кај вас, така, анестезии кои што сте ги примениле. Така. Да. Ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Верувам и во некоја следна прилика повторно ќе имаме можност, па и поодделно и поединечно за одредена анестезија да посветиме и цела емисија. Ви благодарам на поканата. Се надевам дека разрешивме некои дилеми кај пациентите, кај слушателите. Така да се надевам повторно во некоја следна прилика ќе бидеме позаедно. Ви благодарам уште еднаш.